Мене ми било вентил, издувен и на секој мој. Ми помага и ден денес и врз база на тоа живеам и функционирам. Усвари тоа е хип-хоп. Македонскиот рап е најквалитетен на Балканот и тоа со било кој рап артист од Балканот да зборувате, без за разлика дали е познат или непознат, ќе ви го признае тоа. Не само што обстана, туку ги мотивираше луѓето, артистите уште повеќе да го снимаат она што е вистински хип-хоп. Се скршив, залепив ко ваби саби, вечна борба, вечен ратник, течен азот, восме наби, течен меч, ветар што прави јазик, милион лица во милион фрази, зборот во умци го мерат го златник, ко гласник пишувам се што ме мачи, за да ме пресретнат песните по патот, ко познат патник, по пат правиме забави гласни, рукање мајко ви од Београд до Софија наши, а расшириш, види ќе сватиш. Тоа што ти фалеше меѓу слушалките се врати. I'm from the place where hardcore is beautiful. Тоа време имаше 50 рапери у Македонија, можеби, у Скопје. Каде тие што бевме рапери, тие правевме рап. Се дружевме со некој. Се излегуваше у 95 да се излегуваше у Пони, после тоа почнахме за таз да правиме рап журки во ЕСФ. И почна да доаѓаат прилично доста луѓе. Се запознавме со доста луѓе у тоа време, кои исто правеа рап. Како што реков, 50 луѓе. Значи, доаѓаа многу пријатели наши на тие журки, меѓутоа не беа рапери, не слушаа рап. Знаеш, имаш такова да смениш касета. Така да, луѓето гледаат чудно на нас од тоа време, ние се трудевме да се носиме малку следејќи го тој амерички стил на облекување. Значи, так буквално одма одскачаш, сваќаш и од све тој, пошто порано се носеше, знаеш, тие крај на 90-ти, почеток на 2000-ти. Значи, куде нас исцепано фармерче, нешто гел на боцке, тие фризура почава да... Али кажујте, ој, ти кога се облечеш малце пошироко, одма одскачаше. На почеток не те прифаќа, си мисли дека се губиш нешто, ама со стек на време, кога вајда сватите дека ти си те и почне да те поштуе. Нас не многу поштуе све Куманово, не може да каже дека не, значи, сви не знае све, сви не поштуе све, мислу сви, веќином, сигурно имае некој што не сака, али знае све дека слушамо рап, дека правимо нешто и дека тој не е заебанција, свеќиш ја. И не поштуе со свакакви, значи што слуша рап и што не слуша рап. Сак више не можеш толку да препознаеш рапера кога ќе видиш на улицу, разбираш? Може да се облече најнормално како свак друг човек, а он уствари да е многу добар MC да растура и такви ствари. А порано беше, чим ga видиш ушироко, овој мора да е рапер, знаеш дека слуша нешто и брат ти е одма и можеш да нега ни познаваш да си фатиш муабет с нега за музика. Так беше такој, тој беше имидж. Имавме период кај што ни се смеа дека се облекуваме во широко ово. После тоа тие што ни се смеа се облака така да имаше транзицијска фаза. Мислам дека во 90-ти беше многу мал бројот на хип-хопери тука. Више 2000-ти кога почна, после 2001 година почна хип-хопот во клубови, се прифати поише од мејнстримот секаде и почна тие што се смеа во 90-ти као рапери, почна да доаѓаат со некои дурази така облечени као Малибус Most Wanted со дресови да се шетаат и слично. Во тоа време хип-хопот беше нова култура која што влезе на просторите во Македонија и беше толку чуден што дури кога имавме некој препознатлив раперски од Чекор, ни кажува што му е на човекот, дали нешто криви, дали нешто повреден. Луѓето не гледа на тој начин што смета дека сме деликвенти. Значи не зборуваме за криминалци, за некои сторители на тешки кривични дела, туку на деликвенти. Видеа многу ретко гледавме. Имаше MTV единственото нешто што емитуваше странска музика и единственото нешто што одскокнуваше од обична поп музика, каде што пушта и алтернативна музика, па тука се запознаваш со хип-хопот. Во тоа време правиме муавет за еден незаборавен Тупак Шакур, збориме за покомерцијални артисти што сите ги знаат, збориме за Notorious B.I.G, групи како Public Enemy, како Beastie Boys, луѓе што достигнале интернационална слава преку музиката, тие стигаа прво кај нас и можевме да стигнеме до нив. Све останато што е премногу квалитетно,
беше многу тешко да се најде. Разим еден школски другар, Деки, он ме зарази, он почнава да слуша рап. Викам да ја ќе почнам да слушам тој. И ми се засвиѓа одма, знаеш како е кад си тинејџер, одма некако не улегна и готово зарази се, почна да иду да тражат CD-а да купу, собирање музика, тој ми беше обсесија. Знаеш и кога сам сакаја брат да копам, тој ми е било обсесија. Значи стварно сам сакаја да имам музику, мене тој ми беше cilj, не сам имаја некој филм да биду кој знае што MC нешто, но сам сакаја да имам колекцiju, pa možda i u to vreme u Kumanovu sam imao i najviše rap, brate, za CD-a. Ne sam siguran, ne sam ovo, ali znam da imаше mnogo za to vreme. На майк чек, кажу еден, они оди 2 по 2, 4 стика, чуј целку, ние напорам вештина, вие трапава, мене ти ми е лако, мако има инструменталка, ама да е најтврда, мајката и екипа дере дрма од Куманово, да, три бандере тумба, тука стварамо. Првиот момент се сеќам и сега нели као деца, четврто, пето оделение може би било, кога прв пат го слушнав тој израз на музика, нели кога си дете пцуењето ти е многу интересно, ама не само да спекна пцуење, него си викаш, чекај бе, овие кажуваат што сакаат, гајле им е дека пцујат. И знаеш, интересен е самиот момент, интрига ти е како смее овој вака да кажува, знаеш, и самиот израз те вовлекува, викаш, ќе пробам и ја, затоа што имам што да кажам. И тоа беше 1994 точно, каде што јас прв пат дојдов во контакт со CD кој што се викаше Masters of Rap. И така почна приказката со следење на сите тие хип-хоп артисти и ден денес. Па тоа и беше интересното што ние како деца одевме во Вулкан, ете јас го фатив тоа време конкретно, каде што се правеа забави во рап журки, онака со настапување во Вулкан. И кога одевме, да, бевме доста луѓе, меѓутоа сепак и во школо и кај да одиме, ние бевме со посмакнати панталони, па суканици, па не знам, начинот на облекување се двоеше малце, а и после тоа кога слушаш таква музика, мислам дека и созреваш малце побрзо и разбираш некои работи и стануваш као побунтовен. Знаеш, разбираш некои работи и не можеш да ќутиш. Имаше од комшијата постар од другарче брат, дома кај него налетавме на касета Power of Rap 97, тоа беше некоја пиратска компилација и му ја украдов и си ја зедов дома да си ја слушам. Имаше многу њујоршки рап групи тука и тогаш прв пат се запознав со нешто што не е толку мејнстрим рап, а што е нешто по-силно, по-хардкор, малку по-улично. Јас стварно прво нешто што сум чул, не прво нешто што сум чул, не ни памтам, најверојатно Тупак или некој тогашен актуелен артист што бил на телевизија што идел, али прво вака CD што вртело у систем бил Will Smith и Tupac Until the End of Time албумот и Outkast, после прва средно, 8 уствари, не, тој период почнав и македонски рап да слушам. Претходно само за САВ знаев. Стапив у контакт со работ преку мои малски постари ликови. Не биле артисти, не биле ништо, биле слушачи кои што буквално ми имаат дојдено со слушливо, многу е добро, може да се свиѓа. Почел да слушам македонски рап нормално, го слушав буквално секој македонски рап што имаше у тој момент, дали имаше неколку изданија при крај 90-тите и многу помогна ни Црна хроника, пак ја спомнам Виджи. Првот трак што сум го избација 99-ту, али тоа беше оној снимано на касетофонче, нешто, знаеш, аматерски дома. И немаше куде да снимам другде ово, немаше многу рапери у Куманово. И некој паузу прави негде до 2003-ту само пишуеше, а не избацуеше, пошто немаше куде да снимам, немаше компјутер ово. И такој
седесно со Перуте кои соберемо се туја баш на овие слубички, муабетимо навечер за рап нешто, ау, и он знаеше га njega дека одамна слуша рап, свеќеше još пред мене. И с njega муабет, ја му викам, ајде да снимамо нешто заедно, он работеше у телевизију Куманово тој време. Викам, ајде да снимамо заедно. Што како, и почнеме да се собирамо таму у ТВ Куманово свак дан. Пишување текстови, музика, слушање, филмови гледање. Од нас дознава што е на рап суштина, како се представља град и октомвриска околина. Веќина ќе се сети на малски муабети, памтиш ли наступе како вечерни пролети, одма излети нова тема за пишување. Еден касетофон ја пушта музиката, другиот снима, ти рапуваш тука и микрофонот на овој касетофон те фаќа и твојот глас и музиката од тој. Така ги правев. На сам почеток. А од страна имаш други звучници кај што скречува диџејот. И додека ти го подесиш тоа, значи за музиката да се слуша добро треба понатаму ова да биде ти тука да збориш тој звучник ваму и така. Многу тешко се доаѓаше до музика пред себе во тоа време. Имаше неколку музички продавници на касета се купуваше нормално. Ограничени бевме у тоа што имаше во југото, имаше некои си стандардни како Run DMC, Public Enemy и Beastie Boys рецимо може да ги најдеш. Меѓутоа, ако сакаш, кој воопшто знаеш што е тоа Wu-Tang и не знам, и PMD и некои си посериозни имиња, многу тешко се наоѓа во тоа време. Се сеќавам на почетокот не беше проблематично, ние сакавме, знаеш, кога си млад и кога ќе влезеш во хип-хоп културата, прво што сакаш да направиш е, сакаш да снимаш рап музика. И тоа не беше голем проблем, не тогашната состојба не беше како што е сега да можеш да снимаш било каде. Ние снимавме, почнавме да снимаме заедно со брат ми дома. Направивме групата Браќа по крв. Имавме едно, не беше ни касетофонче, беше транзисторче на кое што мора да се наведнеш за да снимаш, за да викнеш да го прими твојот вокал касетата на која што снимаш. Зградава се вика 105. Тука бевме јас уште двајца, Марио и Никола, односно Мачка и Цуци, бевме као 105 група ради зградата. И почнавме да снимаме на два касетофони, кај што едниот касетофон од касетата се пушта инструменталката, а на другиот се снимаме рецитирањето со тој инструментал. И дома јас сум поврзувал од некој ритам од CD па да го преснимувам на касета со лепење, сум пробувал и тоа, меѓутоа не било успешно бидејќи многу тешко од лента да преснимаш да ја враќаш назад, па пак да од CD на лента да преснимаш, па да имаш инструментал кој што скока. Сме наоѓале некои инструменталки кои што биле странски и врз нив сме снимале. Ке купи на некој ке оди родител у странство или некој роднина ке донесе CD, ке донесе плоча. Све било размено. И така да еден период и Кисипи направи еден таков мув, однеса многу од музиката по македонските продавници за плочи и CD-ња да направат бутлек CD-ња да има луѓето да земаат. Така да беше све, во глобала све беше систем на размена. Имам ја некои CD-ња што најверојатно цел град го прошле. Што се толку изгребани, ама тоа било тоа. Јас мамам те што вели не, Титко прави доле за да каже А знаете како настана чиста околина? Всушност, ви реков, тие луѓе што ги знаеш у Скопје, тие се раперите, нема други. И ние сите си правиме нешто, ја и овој правиме нешто, они тој прават. Тоа сме, тие сме ние, тоа беше чиста околина. Надвор од тоа, уште еден, двајца, тројца дали имаше. И така, чиста околина природно некако настана како некакво собир, како некој збир на интересите на тие луѓе, поврзани со нивната интенција, нели, да бидат рапери. Па приказната се дагало почнува доста време пред ние да
Ја и Павле да влеземе во Задаголот, значи името Задаголот постои, ако не се лажам, од 99 или од 2000 година. Основачи се Марко и Бранко као СВП и тогаш Задаголот представува продукција, студио, не е као група која што е денеска активна, туку е продукција во која или покрај што снимаат СВП, Марко тогаш работи продукција за повеќе македонски рап артисти. И години подоцна се развива во екипа која што е денеска. Тогаш уствари имаше една журка што организираше Марко Кастро, кај што настапуваа званично артистите што снимаат ту Задаголот продукција. Значи таму не беше тоа екипа, као сега ние сме екипа, него групи разни. Тоаш настапува и СТР-2 као бенд и ТХЦ, значи сите снимале тие кај нас. IC Гајка, да. И се од тоа некое дружење тие години почнавме да работиме посериозно. Слушале буквално иста музика, ни се допаѓале исти продуценти. Сав беше така, све се сплоти околу музиката. Као што треба да биде, немаше некои други причини. Ни хип-хопот беше во тоа време популарен во Македонија, нит го правевме тоа за некој клаут или некаква слава. Чисто беше љубовта кон музиката. Затоа мислам и дека Сафизам е таков албум како што излегол, затоа што е направен онака чисто од љубов, од тројца луѓе што имале многу слични ставови околу музика. Ние како легијата се споивме у 2000 година, меѓутоа ја и Гоце таз го имавме тој план за да направиме екипа уште многу порано. Уште 97 година имаме некои муабети дека сакаме да се собереме повеќе луѓе. Wu-Tang Clan не беа филм, сакавме да направиме македонска рап екипа што ќе биде многу луѓе, многу MC-ња што ќе имаме заедно шаринува на звук. Така да од 97 година беше идејата, почнавме да го збориме тоа по песни, почнавме со некои наши истомисленици да правиме некои проби, се додека околу 2000 година не ја направивме како првата постава на легијата, така да може да се каже дека 2000 година е стартот на легијата со новиот мени. Алфа, бета, гама, делта, па се до омега, од почеток до крај сам, без господар, самурај, еден човек, два лика, еден лош, еден фин, изнервиран како муге, ладен како јин, се губам во дим, и ти и твојот тим сте најниска класа, цела твоја екипа, харакири од раса, римата остра, онака Тори Ханзо ме спремен да одам како самурај во подобар свет. Легијата на проклонатите, тоа ни беше првото име, затоа е нашиот втор албум од 2016 се вика Легијата на проклонатите, како некој омаш на тоа време. И буквално се деси еден ден, седев во студио, јас, он беше таз и не знам кој беше друг, конкретно не ми текнал се. И буквално Джека се случи вака, зема еден лист и почна да пишува, чекаме дај да направиме, вика, екипа Легијата на проклонатите. Хип-хопот ни понуди нешто ново, нешто бунтовно, системот беше таков каков што беше и плачеше за да навлезеш во хип-хопот и да ги искажеш своите вистински размислувања за тоа како живееш. После некое време свативме дека ни така не иде и сите другари се обединивме, решивме да се обединиме во една група која што се нарече Клан Исток. Не разденува уште еден ден, се чувствувам повисоко и одвигнен. Со мојот мен стуваме котен, си одиме дома и јадеме джен. Палиме кола по нашиот плен, акција појака од филм со Джеки Чен. Зградата риба горе-доле, по клубот сите ги втрете балчоле. Собра луѓе цело поле. Урбана димензија се создаде, он го да името, ја и Мишо и Чваре, на таа база се споивме. Правиме. Ке снимаме. И отидовме у Киселово да снимавме кај Скипи тогаш дома. Направивме еден албум. 2003-2004 траеше процесот нешто така. Пета излезе албумот кај Нено, Блус.
дома снимавме траки, он изненади со хип-хоп битови у тоа време. Кој е ова? Ни извади некои битови. Да, налик американските продуценти, како ние што ги сакаме, значи примо, како што прави да речеме, со некои други примеси, да ти прави некој од тука и да ти даде бит. И така не направивме неколку траки такви, потоа се споивме со Скипи, направивме некој албум, 2005 го издадовме. Мојот пат почна, значи, кажав, со тие песни каде што се вадеа на времето само демо траки, како остар звук, подоцна влеговме и го основавме студиото G-Mada Funk. И го направивме првиот документарец за хип-хоп во Македонија, магијата на една култура, бевме собрани 5 луѓе, респект до сите, и го направивме тоа. G-Mada Funk вадеше исто така песни кои што одеа, нели, на цедиња, се уште немаше YouTube. Мојот прв спот го правеше Андреј Цветановски, се вика Почни, така и дознавме за YouTube ние. Тоа е 2007 година, значи прв пат излезено, а снимено да е 2006. Од таму доаѓа приказната токсикологија подоцна, каде што се собираме, не знам, 15 луѓе, ме викаат мене малку подоцна да членувам во таа група, претходно бев, нели, во G-Mada Funk. 2012 албум, тврдо рапаво и прљаво, супер промоција, публика, добар фидбек од нима. Се е бомба. Уваер, беше, да, супер беше. 2015 избацуваме Твистер Јајош еден албум и 2018 Твистер Јајош фактички мој трети албум и негов. Така. Не сме биле надвор од Македонија, биле сме туј нешто Гевгелија, Битола, Струмица, Скопје. Прв албум, тврдо рапаво и прљаво, цел га има продуцирано Тигост. Втор албум, Твистер Ја, што сме ја имам правено, скоро сви инструментали, мислам, тако нешто беше, на трети ја по нешто чапкано и така. Знаеш, кад има пуно луѓе около тебе, кад су они тој двојица, па еден напише нешто, друг, трети, пет и имаш хај, да, и некој вајп има за да се деси тој. 1, 2, реко ја затира вечна памјата, ма добра ќе памтам, алумни грам, мајта бргаќар со мала карта, папата, пошто ја утнале стварта, за нив сум Тито врв, наспроти Гибралтар, без тих да свата, ги фрлям исто. Посериозно беше моментот кој се оформи групата која што членував. Таа група се викаше Мракот. И бевме екипа од 5 души, што дел ги именував, со кој што раснев и со кој што се дружевме умало и тоа. Знам дека првата снимка во студио беше кај Енис, со кој што ден денеска соработувам, кај што снимам поголем дел од моите материјали. И тоа мислам дека беше, ако не се лажам, 2005-2006, кај што имав, да речеме, првата студиска снимка. Известен период подоцна излегов од тој состав и направив нов состав јас. И после тоа не ми успеа, не ми пројде нешто многу. После негде 2009 си реков, окей, од сега више сум сам. Како ќе се викам сам. Што значи сам? Сам значи сопреми ако можеш. Јас од нашите би го додал и кавадарце. Там одевме со комбенце и времето беше ужасно, значи крмотивици, невреме, ветер, ветришта, стигнавме во едно место што имаше базен, него и не далуваше, не ветуваше многу. Влеговме таму на кај 11 сати, не имаше уште никој. И во рокот пола саат, 800 души во К7 во кавадарци, не напуштува да се симнеме од бира. Дало до сидјам до 2-3 сабајлер, 30 јорел. Нема текстови. Рецитиравме текстови што си ги има. Рестел се рогаше таму. Сум пишувал различни текстови од типично раперски текстови,
се вика MC контексти, такви bar per bar, до социјални текстови, до текстови кои што имаат политичка конотација, текстови за пеколот сум пишувал љубовни дури песни, широк спектар, значи, на музика и широк спектар на текстови. Текстовите ги пишувам на лице место. Значи, ја имам инструменталка, да речеме, седнувам да пишам текстов. Го рокам, тоа е. 20 години и уште трае играта, а куќата добива наградоста. Сафизам е печат на едно време. Значи, текстовите што Митко и Смилен ги пишува, имаше и бетл текстови, и MC текстови, но и најголема трага оставија социјалните текстови, кои го опишува времето и условите во кои живеевме, тој посттранзицијски период. Така да, затоа траги као Фата Моргана, скопска ситуација. Ете, за наша жал ден денеска актуелни се многу работи што се таму кажа. Така да супер една Сафизам убаво, многу убаво го издокументираа времето во кое живееш. Од социјални теми, од теми за околината, од теми за рапот, од теми за музика, култура, критика, рапот е таква музика, нели? Најлирично мокната музика во светот, пошто можеш да се изразиш најслободно преку музика и буквално пишувавме за све што вредевме дека треба да биде спомнато. Да, најчесто било на лице место зашто кога сме како екипа функционираме многу полесно. Би рекол као еден брейнсторм кога прави фирма. Истото го правиме и ние, само што ние пишуваме текстови, не мислиме на тоа што мислат они. Од една страна, првиот албум беше по кои сме ние. Например, се представувавме поише себе си. Сакавме луѓето да дознаат дека сега сме една група. И е поразигран. Во тоа време, многу од нашите дружби, например, често пати имаше скари, пиења, смешки, забава и тоа се осеќа у првиот албум повеќе. Ако гледаме сега, највеќе пишувам тек на свеста и рефлексија на дона што сум. Гледам и да се припоим со останатите и автоматски тоа сам да пренесем дека секој е сам и не е егоцентрично, туку некој што ме слуша да се пронајде тоа што го кажувам, без разлика колку е автобиографски. Темите нас никогаш не ни биле битни, затоа што уметноста ултимативно не е битно што правиш, него како тоа го правиш. И ние намерно сме, тоа било намерно, значи нашите текстови немаат тема. Генерално немаат тема. Или личи дека немаат тема. Јас лично имам правено текстови со тема, ама не го сметам тоа за нешто битно. Суштината на чиста околина се тие текстови кои што овака на прв поглед немаат тема. Не им треба. Па ми у принцип смо пишувале увек оно што смо го доживувале, брат, разбираш, има онакој овдека, например, еве сега што снимаме емисију, можеме да направиме песму за оваа емисију денеска. Слушаме, барем ја од мој аспект, ја морам нешто да доживу за да напишам. Не може баш такој сега нешто да седну, ја немам га тој фило, јас сакам да седиме околу, да се дружиме, нешто да направиме, да се инспирираме меѓу себе и да направиме нешто. Ми све што сме напишале, у принцип сме го доживеле баш овдека. Баш овдека или куде njega у подрум или куде Колју у подрум. Рап со најшироки, најголеми текстови
И најголема критика, највише зборови се тој употребував и да, критика према општеството. Директна она. Добар текст нема да пројде на лоша инструменталка, а лош текст ќе пројде на добра инструменталка само заради тоа што е добра музиката и што е 99% пример од денешната модерна музика. Мада и музиката е малку сумњива. Зборам, нема многу текст, има музика. Ако е добра музиката, проаѓа, ако е лош текстот, нема да го слушаат многу. Ама ако е добар текстот, а лоша инструменталката, некако не имаш проблем со слушање. Практично имавме и некоја мисија да го расшириме зборот, што се вика spread the word. Имавме луѓе кои што живеат у странство и ни носеат CD-ња и сега можда е незаконски, ама така функционираше тоа време и ги носевме по CD-теки за да ги, нели, пиратерија, за да се најдат албумите, пошто немаше од кај да се нити нарачаат, нити најдат оригиналите и така. Мојата инспирација доаѓа стварно, не е клише од све што гледаме, од све што се случува, но повеќе е настроено критички, некогаш и се забавуваш со зборовите, некогаш и си гневен. Значи тоа си е еден свет на секој што си пишува своји песни. Различни игри и боли за секоја мајка што плачела за сини, тука често и да цини ако правиш кеш мирен биди, скриви стварите од гниди, ако та стане кој одма види, на прашања за криминал се вика неам поима, иако у моментот точно знаеш кој што има. Тој период кога почнавме да активно, мислам поише активно од 2006 натака, се деси некој бум на хип-хопот. Особено и после првиот албум кога го издававме 2008 се деси некој бум, почнаа да излагаат повеќе албуми од други артисти, што беше добро, нели, мислам сето тоа е кул. И се деси некој бум што почнаа и самите телевизии и радија и сами да бараат. Да бараат музиката претходно, сме го немале тоа, никој не набарал. Имало некој радио, пример, шараут до VG Црна хроника 103, кој што си можел у било кое време да му однесеш демо, албум, што и да ќе ти го презентира без никаков проблем. Меѓутоа, тој период од 2006 натака, после тој бум, почнаа медиумите да го прифаќаат хип-хопот и да гледаат дека младина почна и мислам публиката општо, не само младината, да го прифаќа. Таа емисија си постоеше и претходно од 103. 103 како независно радио стана 92. 93-та јас ја преземав Црна хроника, претходно Црна хроника беше емисија за црна музика. Соул, фанк, нешто рап. Ја откај преземав, стана као 80% рап. Таа емисија траеше 10 години на тоа радио, може би и повеќе, и одигра голема улога од аспект на домашната сцена. Значи ја оставав некој 20% од емисијата, 30% на крај, за да пуштам демо од домашни бендови. И не селектира. Значи, се чие демо и најлошо на свет, еднаш барем го пуштам. Значи, самата техника исто така може да го подржи тој момент, инспирацијата. Значи, кај мене никогаш не постоело жанровски, не знам, сега рапот треба вака и вака да звучи, него секогаш имало влијание и од други жанрови, од, не знам, од джез, од фанк, од блуз, генерално црнечката музика, од секој аспект влијаела на тоа што го креираме, така да. И самата музика, значи, доаѓа некоја експресија до тебе да направиш нешто пооригинално, да не копираш или да избегнеш равенката на некој си продуцент, например. Аха, овој сега така го прави, ја ќе пробам поинаку, ќе пробам од другата страна. Али тоа се некои варијации на теми кои што прогресираат цело време. Кога би ги споредил, би кажал дека тогашната хип-хоп сцена беше поискрена. Бевме многу малку луѓе и се мразевме група со група. Значи, не е можно да кажеме да имаш 100 хип-хопери во Скопје и секој со секој се мразеше. Меѓутоа, до некаде мислам дека и секој со секој се почитуваше. Значи, бевме конкуренција и конкуренцијата беше сосема здрава. Иди, ние се трудевме да направиме нешто што ќе биде на ниво на таа музика што ја слушавме од млади. Тоа ни беше основна движачка сила. Немаше тука сцена у моментот кај што ќе треба да се докажуваш према други,
чудна беше таа ситуација цела од тие почетоци на хип-хопот. Така да мораш да си поставиш некоја цел. Нашата цел беше на луѓето што ни беа нас идоли во живот, што ни инспирира кога им го пуштиме албумот, да звучи како нивните албуми, да не биде овие пробуваат нешто, него да има некој ниво. И мислам дека перспектива 23 години, 25 подоцна од кој е сниман албумот, мислам дека сме успеале. Дека во рапот можеш да кажеш буквално што сакаш. И тоа е најдоброто. Еволуцијата на хип-хопот во Македонија доаѓа, мислам дека пак преку некое, не знам, општествено гледиште. Значи, социјалниот статус на човекот повеќе го диктираше тука и затоа гледаме дека песните со такви тематики се послушани кај нас. Денеска можем да кажем успеавме. Значи буквално успеавме. Каде идам, што и да правам, кога можам да комуницирам, затоа кажам, дечки успеавме. Имаме викенд, имаме петок, имаме сабота, имаме ден кога сакаме да правиме хип-хоп, R&B, журка, афробит, што и да е. Таа култура што не научила на нешто, денеска може да ја промовираме и да заработиме од нејзе, да живееме од нејзе. Моje скромно мислење е дека треба организација едногласна од сите, од старата генерација и од новата, се направи едно големо здружение кај што ќе се земат некој што би сакал да работи позади завесата, пошто не може сите рапери да бидат, не може сите продуценти да бидат. Кул е некој да биде промотер, кул е некој да биде менаџер, кул е некој да букира, кул е некој да иде да лови локации или да спрема организацијски настан. Мислам дека само тоа фали. Знаеш, ми даде простор да го исклучам светот, да се фокусирам на едно нешто и да се чувствувам како дома таму кај што се фокусирам. Значи, рапот е супер медиум и многу е привлечен за млади луѓе, бидејќи не треба да пееш, не мораш да свириш, а сепак можеш да правиш музика. Поред мене во Македонија секогаш имало хип-хоп сцена, барем ја од кога ја памтам, секогаш имало хип-хоп сцена, дали било помалку бројна или повеќе бројна, сепак постоела. И таа хип-хоп сцена уште постои во Македонија. До ден денес правиме муавет за музички правец кој што не е многу лесно прифатлив за обичниот слушател и е малку тежок. Меѓутоа, кај нас, по сите настапи, по сите ствари што ги гледаме околу нас, преку денес имаш и алатки преку кои што можат онде да слушаат музика, ти да следиш колку те слушале, значи според тие бројки можам да кажам дека дефинитивно хип-хопот е правец во музиката во Македонија кој што издржал толку многу долго време. Мислам дека во оново време ги согледува предизвиците дека едноставно музика не е исто како работ. Ви се бара жртва, може би нема и не фидбекот не е финансиски, а предизвикот некако предизвик, како некоја мана би рекол, е дека воопшто државата некако има отпор може би исто како што ние имаме отпор кон негативните аспекти на државата. Само држлива форма без да биде или инектирана од пари или од помагачи или од некоја голема поддршка од некоја страна. Во принцип, влијанието или некоја надградба без тоа што сме го имале на тукашната сцена, што сме го добиле како од странските артисти, бидејќи они имале поголем историја. Хип-хопот е баш, кој што рече Брус, компетитивна бранш форма. Мислам дека надградбата во аспект на формата, значи не на содржината, бидејќи во хип-хопот има и шаблони на рими. Тие шаблони на рими помагаат во да се долови мелодично текстот.
мелодиката на текстот да биде по збори за флоу. Високо ниво. Полиритмија или флоу може да се него. Снегот е флоуто. Више сам го засакаја рап и све тој мене ми било тој као да воду дневник некој, само у Риму го воду и овој и дан данаска, значи кога ќе пушту неку од време на време, значи после 2-3 години пушту нешто или ми искочи од нас овој, јас се слушам и викам и стварно тој се деси, сваќаш, оно интересно е, сваќаш, текнуе ми какав сам бил у тој период, значи луѓе се менја, сваќаш. Напреднуе во оно, не остануе во исто што се вика исти да биде цело време. И ја кад се слушнав што сам зборија, како сам размислуваа, така интересно ми, буквално дневник водиш. Може најандерграун артист што бил и што и е и ден денес да има голем настан, да заработи од тоа, да го знаат сите. Успеавме, буквално. Значи, успоредба со тогаш, успеавме благодарение на тие што биле истрени. Имаш ли другар кој е барам, не борец, не поет, носиш планета на плишките, плюс не исти херци сте, со другар нема политика, само лојалност вади, не е среќа љубовта, само со љубов се гради. Кој би предпоставил, што си одбрал да правиш и влог на што ќе ставиш, на крај од тебе те прави благодарен ков домен питач, срце бохемиско на скромен скитач, манифестирана сила виша, срце вика боле, пушти се храбро, јас најдов искрата му, го запалив собствениот затвор. Поздрав од на секој осеќа со респект сиот, до секој море плове смирно море ваја кон Диос.